Вие сте домакини, па на кои се локалитети, историски локалитети ќе ги однесете гостите? Бидејќи сме домакини, чувствуваме одговорност на најдобро можно ниво да го презентираме она што со децени, со векови, милениуми е овдека наслоено. Така да, иако ние сме фокусирани на предисторијата, сепак ќе ги однесеме нашите гости на повеќе локалитети кои одат многу подалеку од предисторијата. Во Пелагонија ќе имаме посета на неколку тумби, потоа во Охридско ќе одиме на заливот на Коските, ќе одиме во самиот град Охрид, во античкиот театар, на Самуилови тврдини, потоа во Плаошник, во неколку цркви, во Света Софија, Богородица при Влепта. Гостите што ќе дојдат во Скопје ќе можат исто да ја посетат чаршијата и неколку други цркви и џами кои се наоѓаат во чаршијата. Така да, и покрај тоа што имаме желба да го презентираме она што се истражува пред историјата, сепак сакаме да возможиме на гостите и на нашите гости од Македонија исто така да видат нешто што веројатно немаат прилика често да го разгледаат и посетат. По овој научен собир, кои се вашите следни активности? Имаме цела агенда за годинава, така да во јуни имаме обуки за ГИС и 3D анализи, мерења и реконструкции. Потоа имаме едно истражување на тумба во Пелагонија. Потоа, после годишните одмори, имаме обуки за рекогносцирање во Пелагонија и во Охридско ќе се одвиваат. Организираме една голема конференција на крајот од годината, која е продолжение на конференција минатата година што ја започнавме, каде што ќе се говори за неолитот во Македонија. И имаме сега нови соработки со повеќе странски институции кои всушност прават анализа на примероци кои всушност имаат за цел да го детерминираат точно времето од кога се настанати и кога екзистираат неолитските локалитети, така да сакаме повеќе овој научен аспект во археологијата да го вклучиме и од тие причини се ангажираме во проекти кои имаат за цел некои методи кои за жал не можеме да ги примениме во Македонија бидејќи немаме такви лаборатории, да ги искористиме преку други институции и да возможиме податоци кои не ги добиваме туку секогаш се прават во еминентни светски институции